Секој ден на светското првенство е нова приказна, но нокаут фазата носи посебна тежина. Тука се решава се, со гол, со пенал или со една грешка. Во мундијалски вести ги оздвојуваме најважните моменти од денот, во кој видовме 3 различни надпревари, 3 различни сценарија и 3 нови мундијалски приказни што го одбележа вчерашниот распоред. Брегот на Слоновата коска и Норвешка одигра драматичен дел решен во финишот. Франција оправда фаворитската улога со сигурна победа над Шведска, додека Мексико со контролирана игра и сигурен триумф над Еквадор го завери своето место во следната фаза. Норвешка обезбеди пласман во осмина финалето на светското првенство, откако со 2-1 го совлада брегот на Слоновата коска во возбудлив надпревар. Херој на скандинавската селекција повторно беше Ерлинг Халанд, кој го постигна победничкиот гол во самиот финиш. Норвежаните победаа во 39-та минута со прекрасниот погодок на Антонио Нуса, кој со прецизен удар од левата страна го совлада противничкиот голман. Брегот на Слоновата коска израмни во 74-та минута преку Амад Диало, кој по одлична соло акција погоди за 1-1 и ја врати неизвестноста. Сепак, во 85-та минута на сцена стапи Ерли Халанд. По асистенцијата на Берг, напаѓачот на Манчестер Сити рутинско реализираше за конечни 2-1 и својот пети гол на шампионатот. Во судиското продолжение африканците има шанса да израмнат, но голманот Оријан Ниланд со одлична интервенција го сочува водството на Норвешка. Во осмина финалето, Норвешка очекува голем предизвик. Дуел против петкратниот светски шампион Бразил. Франција испрати јасна порака дека е подготвена за највисок дострел на светското првенство. Триколорите без многу неизвестности совладаа Шведска со убедливи 3-0 и обезбедија пласман во осмина финалето со најмоќното издание досега во елиминацијската фаза. Од самиот почеток избраниците на Дидие Дешам го наметна својот ритм и создава шанса по шанса. По неколку пропуштени можности и еден поништен гол, Килијан Ембапе во финишот на првото полувреме со мајсторски потек го отвори резултатот. Прашањето за победникот беше решено веднаш по паузата. Бредли Баркола со прекрасен погодок с големи на 2-0. А во завршницата, Мајкл Олисеа запиша својата пета асистенција на турнирот, овозможувајќи на Ембапе да го постигне вториот гол и да ги постави конечните 3-0. Во осмина финалето Франција ќе се соочи со селекцијата на Парагвај, која приреди едно од најголемите изненадувања со елиминацијата на Германија. Мексико сигурно чекори кон светскиот сон. Со убедлива победа од 2-0 над Еквадор, ацтеките обезбедија пласман во осмина финалето на светското првенство и потврдија дека се подготвени за предизвиците во нокаут фазата. Мексиканците ја завршија работата уште во првото полувреме. Хулијан Киньонес во 22-та минута го отвори резултатот, а само 9 минути подоцна Раул Хименес со прецизен удар ја удвои предноста и ги постави конечните 2-0. Еквадор во продолжението имаше поголем посет на топката, но не успеа посериозно да го загрози голот на Раул Рангел. Најдобрата шанса ја пропушти Кевин Родригес, додека Мексико беше поблиску до трет погодок отколку противникот да намалува и на резултатот. Во судиското продолжение Еквадор остана со 10 минути, откако Пиер Инкапија заработи директен црвен картон. Во осмина финалето Мексико ќе игра против победникот од дуелот меѓу Англија и Конго. Трката за златната копачка станува се поинтересна како што светското првенство влегува во својата елиминацијска фаза, по одиграните дел осмина финални надпревари. На врвот на листата на стрелци се наоѓаат две големи звезди – Лионел Меси и Килијан Ембапе. Аргентинецот и французинот досега постигна по 6 погодоци и ја водат трката за признанието за најдобар стрелец на шампионатот. Веднаш за нив е Ерлинг Халанд, кој со победничкиот гол против брегот на Слоновата коска стигна до 5 гола и останува сериозен кандидат за врвот на листата. Во битката за најдобар асистент, од на првото место е Мајкл Олисе од Франција со 5 асистенции, а за него следуваат Лионел Меси, Бруно Фернандеш, Педри, Ашраф Хакими, кој досега запиша по 4 успешни додавања. Роналд Куман повеќе не е селектор на Холандија. Искусниот стратег поднесе оставка по елиминацијата на линијата од Мароко во осмина финалето на светското првенство во поразот на пенали со 3-2, откако по 120 минути игра резултатот беше 1-1. По надпреварот, Куман призна дека презема целосна одговорност за неуспехот и покрај жестоките критики од холандските медиуми поради отстапувањето од препознатливиот напаѓачки стил на игра, тој порача дека и денес би ја донел истата тактичка одлука. Со неговата оставка завршува вториот мандат на клупата на Холандија. Куман се врати на селекторската функција во 2023 година како наследник на Луи Ван Гал, а националниот тим го предводеше на вкупно 64 надпревари, со што е втор на вечната листа на селектори по бројот на водени мечеви.
Иако Германија уште еднаш прерано го заврши настапот на светското првенство, Мануел Нойер испиша нова страница во мундијалската историја со настапот против Парагвај. Искусниот голман стана рекордер по бројот на одиграни надпревари на светските првенства меѓу голмани, оставајќи го зад себе французинот Уго Лорис, кој имаше 20 настави. Нойер постави уште едно значајно достигнување. Надпреварот со Парагвај беше негов 23-ти како стартер за германската репрезентација на мундијалите, со што ги надмина легендите Лотар Матеус и Мирослав Клосе, кои по 22 пати биле дел од почетниот состав на Германија. Контроверзните паузи за хидратација на светското првенство, освен што отворија дебата во фудбалската јавност, се покажа и како вистински комерцијален погодок. Меѓу најголемите добитници е поранешниот англиски репрезентативец Дейвид Бекам, според британскиот Daily Mail. Телевизиските компании 3-минутните паузи ги претвориле во дополнителен рекламен простор, а Бекам, како заштитно лице на повеќе светски брендови, само од кампањите поврзани со мундијалот ќе заработи околу 25 милиони евра. Според експертот за спортски бизнес Патрик Риш, токму глобалната препознатливост и имиџот на Бекам го прават еден од најбарадните амбасадори во светот на маркетингот. Во меѓувреме, претседателот на FIFA Џани Инфантино ги отфрли шпекулациите дека паузите се воведени поради реклами, нагласувајќи дека нивната единствена цел е заштита на здравјето на фудбалерите поради високите температури. Вечерва на програмата на светското првенство продолжуваат елиминацијските надпревари што носат директна борба за место меѓу најдобрите 16 селекции. Од 18 часот силите ќе ги одмерат Англија и Конго во Атланта, додека од 22 часот во Сиетл на терен ќе излезат Белгија и Сенегал во нова нокаут пресметка со висок влог. Програмата ќе се затвори во 2 часот пополник со дуелот меѓу Босна и Херцеговина и Соединетите Американски држави. Тоа беше се за денешното издание на Мундијалски вести. Читајте и слушајте Слободен печат.